Во основното училиште Никола Карев во Пробиштип започна голема и значајна реконструкција на спортската сала. Според градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски, ова е еден од најзначајните проекти во локалната заедница кој ќе овозможи современи услови за спорт и рекреација, а градот добива модерна спортска инфраструктура. Ова е еден многу значаен проект за најмладите во нашата општина, посебно за децата кои што учат во основното училиште Никола Карев, реконструкција на подот на спортската сала, најголем дел. Меѓутоа во овој проект се опфатени и поставување на нова хидрантска мрежа, како и подобрување на системот за вентилација. Ова е проект кој што е финансиран од страна на Светска банка преку Министерството за образование. Вредноста на целиот проект е околу 5.350.000 денари. Рокот за завршување е 9 месеци. Се надевам дека изведувачите, тоа е компанијата која што го има добиено овој тендер, ќе бидат ефикасни, меѓутоа во најголем дел за нас многу важно е да бидат работите покрај тоа што треба да бидат завршени во рок, да бидат и со што е можно подобар квалитет за да бидат подолго користени. Покрај тоа што добиваат простор за физичко образование, спортски активности и организирање на надпревари, училиштето располага и со базен кој ќе овозможи формирање на пливачки клуб, нова можност за развој на младите спортски таленти од Пробиштип, истакна директорката на училиштето Марина Милановска. Реконструкција на салата ќе има голема важност и значење за најмладите, секако нашите ученици, кои што ќе бидат нели опфатени со многу физички активности кои ќе имат придобивки за нивното физичко и ментално здравје, секако и од социјален аспект, како во салата, така и во нашиот базен, кој што е во функција и планираме да отвориме пливачки клуб заедно со наставниците, кои што ќе бидат офатени деца од 7 до 14 годишна возраст и ќе имаат секако многу придобивки за учениците.